Драги пријатели, браќа и сестри, битолчани и битолчанки. Во мојата професионална кариера, досега имам настапувано на многу европски сцени. Возбудата, позитивната трема, секогаш биле присутни, затоа што сум одговорен човек, затоа што се трудам да го дадам својот максимум. Но вечерва, чувството е посебно, одговорноста е поинаква. Вечерва, пред вас се обврзувам дека ќе се борам за промени кои мора да се случат. Се обврзувам дека ќе се борам за обнова на Македонија, која е повеќе од потребна. Се обврзувам дека нема да се откажам и дека ништо нема да ме поколеба. Затоа што се работи за Македонија. Затоа што се работи за иднината на нашите поколенија, на нашите деца. Се прашувам дали ги паметите билбордите со кои не убедуваа да гласаме на референдумот, на кој се прашува едно за да спровед, на кој не прашуваа едно за да спроведат друго. Бесплатно здравство. Се прашувам каде е тоа бесплатно здравство? Каде е таа благосостојба која ни се ветува? Не предадоа, не разнебитија, видовме само бескрупулозна злоупотреба на власта, коруптивни скандали, рекет во монументални димензии, реваншизам, непотизам, колабиран здравствен систем, економија на коленици. Видовме се и се што и од таа дистанца време е да кажеме доста е. Доста не лажевте, доста не понижувавте. Ние заслужуваме повеќе и можеме повеќе. Не сте кадарни да водите држава. Имајте доблест, оставете им го тоа на подобрите. Драги пријатели, Битола заслужува повеќе. Многу повеќе. Ке работиме заедно да создадеме квалитетен живот за сите. Ке реализираме проекти кои ќе ни донесат економска сигурност, владење на правото, квалитетно образование и модерно здравство. Културата ќе биде еден од нашите приоритети. Ќе го вратиме сеајот на градското јадро, чаршијата и уште повеќе ќе ја промовираме онаа отворена, срдечна, достоинствена Битола, која од секогаш фасцинирала и привлекувала. Ќе ја сочуваме и ќе ја развиеме во овој наш глобален свет. Младите ќе ги привлечеме и анимираме и поттикнеме на нови или пак негување на старите вредности кои ќе имаат европски призвук. Но сето тоа мора да почива и да биде заснована на нашата традиција, на нашата историја. Нашите посебности во секој домен се и наши вредности со кои ќе чекориме кон Европа. Македонија со векови градела и придонесувала во тие цивилизацијски процеси. Македонија тој ќе продолжи да го чини, но не свиена, стуткана, згрбавена и понижена, туку исправена, горда, со визија за иднината. Браќа и сестри, време е да ја победиме малодушноста, да си ја земеме судбината во своји раце, да си ги вратиме вистинските вредности. Обновата доаѓа, да живее ВМРО ДПМН, да живее Битола, нека ни е вечна Македонија. А сега сакам да го најавам председателот на најголемата политичка сила во Република Македонија, идниот премиер, професор доктор Христијан Мицкоски.